Почитувани граѓани на општина Газибава, денес градоначалникот Бобан Стефковски преку Советот со мнозинство од ВМРО ДПМН планира да донесе одлука за да ја задолжи општината и граѓаните за цели 5 милиони евра. Поминаа 15 месеци од кога Стефковски седна во градоначалничката фотелја, 15 месеци во кои се слика исклучиво со одамна започнати проекти, 15 месеци во кои не реализираше ниту еден капитален проект. Денес, во договор со неговиот партиски шеф Христијан Мицковски, решил да ги задолжи сегашните и идните генерации со само еден лист хартија. Оваа предлог одлука, која ја гледате, е една страница на која набројал неколку проекти за кои не се наведува ни дали има подготвена проекти и проектна документација за сите поединечно, не се наведува проекција за вредноста на секој проект поединечно, период на отплата, проектирани каматни стапки. Стефковски од своите советници бара да му дадат само зелено светло за дискреционо право сам да одлучува. Градоначалникот Стефковски наследи полна општинска каса со плюс од 3,2 милиони евра, а денес, во само нешто повеќе од една година мандат, сака да ја задолжи една од најбогатите општини во државата. Почитувани, доколку ја погледнете реализацијата на буџетот за 2022 година, ќе видите дека таа е пониска и од 2021 година. Тоа значи дека и парите што ги има во буџетот, Стефковски не знае да ги потроши, а денес бара ново задолжување на општината. Со кого манипулира Стефковски? До кога ќе ги потценува граѓаните на општина Газибава? Никаде во предизборната кампања градоначалникот не вети вакво задолжување. Советниците од СДСМ и коалицијата се подготвени преку квалитетни проекти и аплицирање за меѓународни грантови и финансиска помош да дадат поддршка со цел ова задолжување да не се случи. Ги повикуваме советниците од мнозинството предводено од ВМРО ДПМН да се одважат и да не потклекнуваат на притисокот. Повикуваме да излезат од партиската матрица и заедно да не дозволиме Стефковски и Мицковски целосно да ја потонат општина Газибава. Благодарам.